Фабличката Бучева може да биде стимул во креативноста и поголем квалитет во произвествениот процес, смета Теодора Топчева, докторант на Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Веројатно да, исто така, меѓутоа до се, како што кажав, до умерени граници, сето тоа е регулирано со закон, а исто така утврдивме дека влијанијата врз концентрацијата негативно влијаат од зголемени ниво на бучева. Која е оптималната граница на децибели за квалитетна работа? Имаме закон кој што вели дека 80 децибели е долната акциона вредност, 85 децибели е горната акциона вредност, кое што веќе не дозволува изложеност на бучева, односно задолжително носење на заштитна опрема, што значи дека се што е под 80 децибели е во ред. Се бележи и значаен чекор напред во така наречената радиофармација. Особено важно во овој дел, бидејќи радиофармацијата во Македонија е се уште неразвиена и е многу потребно да се направи таков чекор каде што ќе се воведат нови развојни методи за синтеза, за производство на лекови, на фармацевски дозирани форми, на радиофармацевтици и на вистина ќе допринесе особено во клиничката пракса, кое што ќе даде допринос во делот за нуклеарна медицина и визуализација на тумори кои што се хипоксични. Што значат овие истражувања за реномето на Универзитетот Гоце Делчев? Квалитетот на нивните трудови станува се по-препознатлив и прифатен и од реалната пракса и од пошироката научна заедница. Денеска 12 докторанти се стекнаа со титулите доктори на науки од повеќе научни области, меѓу кои медицината, а по повод 17 годишнината од постоењето и работата на Штипскиот универзитет Гоце Делчев.